да слушни што се случува во Македонија. Тука ние сме вработени со договор на дело и без со договор на дело и преку ноќ распореди имаше направено за работа. Преку ноќ ни се ува на телефони дека ни завршува работата. И договорите не ни се продолжуваат. Тука сме во мал број, има околу 120 со договор на дело. Има на вработени што му е обетено дека ќе се вратат на работа и не сакаат да дојдат тука да си ги бараат своите права. Во договорот што го склучуваме за вработување, добро пишува нарачателот и вршителот на работите се согласни дека договорот може да се раскине еднострано од било која страна доколку се изменат околностите кои биле во периодот на склучување на договор со отказен период од 1 месец. Значи, раководството на болницата требаше да не обавести пред 1 месец дека од 1 јануар 25 година ни завршува работни однос. И така ни завршуваше. И така ни завршуваше. Ама ние кога разговаравме со сестрите, со началниците, со тие имаа со становци и ни рекоја да си идите на работа, ни направија распоред. Ние си работевме работата и сега не знаеме на каков начин ние ќе ги земеме парите за месец јануари. Колку години сте на договор? На договор на дело сум 7 години тука. Еве ги договорите, да ги видите, 7 договори. Тука има колеги, сестри, болничари, доктори што се по од 1 година до 7 години. Али првите што сме вработени 7 години. И денеска му е јавено да не доаѓаат на работа. Докторите не. Само докторите се помилувани. Не помилувани, исклучок се му рекле да си иде на работа. Што барате? Бараме да ни се исплати за јануари платата. Тука не сака никој да дојде од раководството, ни директорот, ни финансовиот директор. И да кажам за тоа дека за ноември имаше подкачување во здравството 10% на платата. Некој господин тука си одлучи на тие со договор на дело да не ни даваат покачување на платата во здравството. И во колективниот договор ни следува сите права. 7 години јас сум тука, секој покачување не е битно кој бил министер ни беше платено. 7 години и еве од 1 до 7 години тука вработени. Немаме здравство, немаме пензиско, немаме ништо. Сите министри обетува, премиери кој ќе дојди. Ова е лага, манипулација со нас работниците. И сите да слушна дека психички не убива. Тука останува 120 семејства без работа. И како што кажав, тие што не сакаат да дојдат, му е обетено дека тие се испуштени од денеска од работа, ама сигурно му е обетено дека ќе ги вратат. Каква е потребата од ваков кадар? Потребата Во каква состојба ќе се најде сега болницата? Болницата сега ќе се најде во тешка состојба, пошто нема кој да работи. Јас работам во операциона сала, други работа во. Кажи дека нас не пишти од дома ги викне колеги. Ние со болницата цело време се зборува на телевизиите дека нема кадар, дека недостаток на вработени. Сега кадарот се брка, остануваме без работа. Операциона сала сега ја оставаат само со 1 болничар од 4 вработени. 3 бевне со договор на дело. И барањето ни е тоа, до директорот, до министерот за здравство, да слушна сите и до премиерот. Бараме да ни се исплати и ние сме луѓе на оваа држава да ни се исплата парите што работевне за јануари, за ноември покачувањето и за декември. Да ни се реши статус. Ако некој сака да се поигрува со нас, нема да дозволиме. И апелираме дека пак ќе се собери доколку не се исплати платата за јануари и остатокот за ноември, декември, дека пак ќе се собериме и ќе ги бараме сите права. Представете се. Јас сум Томе Бошковски, вработен како болничар во општа болница Прилеп во операциона сала. Сега вела да докажам. Сега ни кажуваат дека малце работа, не треба толку персонал. А
Сега ние знаеме што ќе се случи, че има нови вработувања, па ако го мислам, ако го добие това што ние го добиеме за 7 години, нека повелат, нека дојдат, нека работат. И апелирам уште еднаш до директорот Кире Јоновски и до финансовиот, парите за јануари да ни ги исплата. А од 1 февруари, ја бев и на 1 февруари, кој што сака нека иди без пари. Битно ни е парите да ни се исплатат. Добро. Ајде, Извинете, статусот, кажете. ајде Да останат на работа во болницава, да му се реши статусот. За тие што не сакаат и ако сака некој да иди да работи без личен доход, нека иди доброволно. Сега видовне колку сме заштитени, кога му требавне во ковидо, работевне. Сега не сме заштитени, нема ни едно медицинско лице да излези за нас да застани, зошто ние остануваме на улица. Ни едно медицинско лице од општата болница нема да излези, сестри, доктори да не заштита и да рече дека персонало ни треба за работа. Толку имав да кажам и апел до министерот за здравство да го слушнува премиерот и да се реши прашањето. Доколку не се исплати платата за јануар, ние ќе бараме со сите сили средствата да ни се исплати. Ви благодарам. Поздрав до сите. Сакам да кажам уште нешто. Последниот. Има документ од Министерство за финансии на датум 13.2.2004 година. Вика во врска со вашето барање под горе наведениот број и датум, а согласно одредбите може да го прочитам. Законот собрано на Македонија од владата Република Северна Македонија, како и трговските друштва основани од Република Северна Македонија согласно одлука за одобрување на вработување во јавните здравствени установи број 4 28.12.23 година на владата на Република Северна Македонија ве известувам дека за вработување на 79 лица и тоа 8 лица на работно место доктор по медицина, лице на работно место медицинска сестра со ВСС, една 35 лица на работно место медицински сестра со средна стручна спрема, едно лице на работно место дипломиран оптомерист, 4 лица на работно место дипломиран физиотерапевт, едно лице на работно место дипломиран фармацевт, едно лице на работно место лаборант, 3 лица на работно место возач и 25 лица работно место болничар. 20 во ЈЗ општа болница со проширена дејност Прилеп на неопределено време во буџетот на ЈЗ општа болница со Прилеп за тековна фискална година 2024 се обезбедени финансиски средства. Но овој документ е поништен на првата владина седница во Македонија. колку се втупна тука што требаше да се вработа? 79 лица. И уште еднаш апелирам. Уште сега. Уште еднаш апелирам. Немој да се поигрувате до директор и финансовиот, да не се поигрува со нашите семејства. Бараме ние нас да ни најпрво да ни се реши статусо, од и овде има и самохрани родители, деца имаме со посебни потреби, со аутизам, со посебни потреби. За кај сме сега ние? Ова втор пат ми се случува. Порано пред 15 години бев овде 6 години, сега 3 години сум. До кога ќе си игра, после си оделе странство младите, ќе си ода. Од државата си ода. Од ништо друго. Статусот да ни се реши, од и ова нема да биде така. Да излези. Благодарам. Представете се. Пеце Здравески, шофер. Само По брза да помош.